Здраво живо, браќи и сестри, и нека ни ја Ирлија уште еднаш нема љутиш. Нема љутиш, ама има неправда. И тоа каква? За само една буква. Да, значи имаме позиција и опозиција. Ете, една буква, а толку многу значи. Па тоа кај нас значи се, тоа е да се биде или не. Тоа е да имаш, па да немаш, што велат евреите, с краја да е, не дај Боже. Да, толку слично, а толку различно, како лош маж и лош ученик. Па да, и на двајцата домашното им го работи некој друг, затоа слично. Значи, имаме позиција и може да биде оп, као си паднал, оп, позиција, готово, те нема, не си на власт веќе, да. А може да биде и иронично, например, позиција и... позиција. Иронија. Ете, иронија и аронија. Пак слично. Само една буква, а многу слично. Па што? Аронија е добра за добро здравје и може да ти го продолжи животот. Ама и иронијата може да ти го продолжи животот. Само ако ја кажеш на вистинското место. Да живее Зоран Седи мирен. Седи мирен, Димче, другарче. Седи мирен. Гледате што е иронија? Навистина може да ви го продолжи животот. Сега јас не знам дали ова беше лапсус или кажано иронично во стилот на она да живее говорникот до вторникот, ама знам едно, дека оној за кој говорат е мирен и си вели, може мирно да спијам се додека имам ваква позиција. Утре ќе спијам до крај, додека сам не станам. Тоа ми е важно. Што ви реков, Ич, мува, не го ласи. Тој оди по онаа народната, се што можеш утре, не оставај за денес. И накачил некое килце, или така ми се чини. Но добро, и да е така, тоа е позиција, не е позиција. И тоа не мора да е пресудно, еве, јас не сум ниту позиција, ниту опозиција, па ете, имам некое килце вишок. Да, докторот вели, ако сакаш да ослабнеш, треба порано да станеш. Од кревет велам? Не, од маса. Многу јадеш и пиеш. Така, треба порано да се стане, а не вака. Кога ќе се разбудам, тогаш. Па после не оди. Па не оди, мајката. Грујо Сиромав. Ова мора да го кажам уште еднаш, многу интересно звучи. Значи, Грујо Сиромав човекот работеше 24/7, па не оправи, а не вака ќе ја оправиме. Кај ќе оправиме? Никаде. Исток не отпиша, Запад не запишува. Ето, уште една иронија. Замислете, за нашето запишување на Запад одлучува држава која ни е на Исток. И затоа, драги мои, македонската борба продолжува и понатаму. Некој ќе се бори за имот, а некој за живот. А ние и понатаму ќе се бориме да ве насмееме со она што ќе го видите вечерва во Нема љутиш. Знаеш и ти кът е најбово да се бере јабуки? Кът, тате? Кът е вржано на комши куче, Шалам се, бобче, шали се, тато. Овој тој му е беда, тачно глеј. Мнозина го ударисва, ама на батета на крај му се падна. Викаше во на жено. Убаво станче, ама многу високо, па ми нема да рипам одозгор, вика. Обични, умре тој време. Сега су се посебни, чиче. Умрело тој време, ама ја јоште сум умреа, још терам. Младо женја да га видите, истераја очи, толики ги ококорија, па како нема, број паре. Добро вечер, полиција ли е тој? Да, полиција. Јас сакам да пријавам дека Комшо слави славу с 30 души. И, знаеш што ми кажа он? Што? Имате малку простор? Со Торе Смарт Меликони можете лесно да ги споите машините за перење и сушење со универзалната кит преграда. Смарт верзијата има полица на извлекување со 8 заштитни подложки и 6 метри ремен за сигурност. Компатибилен е за сите стандардни и слим машини. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вам ви се достапни во Нептун и Сетек.
Козјак стига препарачени од Сдружение на педиатри на Македонија. Буџан Козјак, следи јадете линката. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Тако те сакам, бе, Бобане, бе. Кад си одговоран и кад водиш ред за дома. Убави овие јабуки. Куде ги купи? Не сам ги купија, тате. Откуде ми на мене паре? Па откуде ти на тебе јабуки? Па тате бе од комшу Радета. Он има 2 крушке, 2 црешње, вишњу. А знае ли он за овој? Знае, тате! Абе, знаеш и кад ми видија кад викнае. А, видете дека си се качија на јабуку, мамицу ли ти? Има да те мавам до дупку. Има ваме, тате. Ама ја, фуќ, преко огрот тук, фуќ. Ама он, тате, цело време пцуе. Де бе па он скаперник за едно качување на јабуку да те мава. Знам ga ја njega убаво, бе. Колко пут сам се ја качија на нjegovu вишњу. Добро, он так не знаеше. Дај ga to нешто вамо. Изволте, тате. Да те праша тебе тато нешто. Ајде. Знаеш ли ти кад е најбово да се бере јабуки? Кад, тате? Кад е вржано на комшу куќе, бе. Шалам се, бе, Бобче, бе. Шали се, бе, тато. Него ти данаска не беше на час по математику. Не беше, тате, забравија сам. Како бе такој, Бобче, ке забравјаш мајку му? Добро, не е важно. Ја ќе ти испрашам тебе после. Видиш овако, Боби. Куде нас постари е важно работа, работа и само работа. А куде вас помлади е важно школа, школа и само школа. Мора да се учи, Боби. Обе, тате, па не ми се учи. Не ти се учи, Бобане. Ама немој после, јутре кај ќе пораснеш, да ми се жалиш кај ќе те ставив министра. Шалу се, бе, Бобане, бе. Шали се, бе, тато. Ај сак математика. Слушај се како. Значи имаш 7 јабуки. Пола ми дадеш на мене. Колко ќе ти останем на тебе? Знам, 6,5. Кој те научи тако да делиш, бе, Бобане? Па ти, бе, тате, ја тебе све слушам. И прошли ден те чукат му викаш на комшу, тебе много чешали те гузица, јас с кога ги делу паре од иконе. Знае се, с мојega шефа, с господа. Па тако е. Да, ама и вчера ја поза врата, те гледам кога ги собираш паре, застана у цркву и фрљаш ги нагоре и викаш, Дедо Боже, тој што си е твое земи си, а тој што ќе си падне си е за мене. Шалу се, бе, тате, бе! Земи јабуче. Искочило проблем. У село. Треба да се доправи црква. И се собирал се паре за цркву. И нели, усред село, поп тој пишуе. Кој колко дае? Перо даја 100 евра. Тамо Санде даја 70 евра. Пишуе поп све. Оно е од тамо. Боби не даја ичпија на работа у странство. Земајат попа. Ама, доваѓа проститутка. Они го знаеа сви. У град е проститутка, ама од село си знае од што живи. И вика сега, еве, вика, ја ке дам 300 евра. И овие тамо почнев да марчи во село и поп вика, извини, вика, ја тие твои паре не може да ги зему, тоа су прљави паре. Ама од гужво вика некој, попе, земи ги, тоа су наши паре. Bravo, bravo Mesut. Geç. Geç, kalın kapalı çocuk, geç. Kafana ayrı duyu şey. Yok. Tencere kapağı gibi. Çizgiyi var mı? Çizgiyi geç. Ooo. Haydi Mesut. Pilav. Geç, geç. Vur şu. Ама су га наместиле. Жена и луменица не се бира, каква ти се погоди.
Овој ти е тој му бедове, тачно глеј, мнозина го ударисва, ама на батета на крај му се падна. А што има исто меѓу жени лубеница? Што? Сви го чукаваме, еден го зима. Ево, тој ти е тој, брат, на данашно време и на данашни девојки. Многу ги смета да идем со мужи што живи со своји мајке, ама за тој ич не ги смета да живи со мужи што живи со своји жене. Идем с нима. Знаеш ли што е овој? Учи ga da igra sportsko. I kao po običaj, početnička sreća. Bam! На бодегу. Овој ти е тој муабет до 3 мајке. Мада би овие ише до 3 керке, на тие исти мајке. Ама гледа дечко, има став, види ga. Имаше поштено. Па кој е назета кој, мора да имаш став. Ако не, они одма ти га стави тој на знање дека ти мора да имаш некој став. Значи, куде нас мора да заземеш страну. Ако не, ништо. Отиде у страну. Басамак. И дојде време сега веќе далечно 1996 годину да се бира и купуе стан. Тражи смо, гледа смо, красни станови на приземје, први, евентуално други спрат, ама избра смо да се скрасимо на 6 спрат, без лифт. Викаше во на жену, убаво станче, ама многу високо, па ми нема да рипаме одозгор, вика. На прво доваѓање на татета и на маму, татека дојде до ваздух од качување по степенице, кажа, синко, догоре има 101 басамак. Ајде бе, ја се 30 пут качи до горе док да се уселу, она прво ги избројаја басамаци. Да, вика, 11 пута 9, тој су 99. И 2 да улегнеш у зграду, 101 басамак. Комшика оди по улица и го видуе другу комшико. И вика, комшике ма, па што е овој со тебе? Па куде е тој убаво тело, вика, куде? Куде? Па знаеш како, ја 2 деца имам. Па добро да изедели ги или ги роди? Добар дан, дете. О, добар дан, чиче, изволте. Да праша чиче нешто. Праше, чиче, ајде, прашање не наплаќамо. Гумичке нешто? Има, само какви сакаш, за пенкалце, пеликан, за моливче, какви ти треба имам све. Абе, не, дете, такви гумичке. Да прашам, кесичиња, најлончиња, тие. Па не смее да нема дека куде нас, значи има плави, бели, подебели, потанки кесичиња, за замрзивач има и за славевија украсни што ги зима, има. Абе, не такви, него малко ме срам, знаеш што ти кажу, за оној работу. Кондоми тражиш ти. Па кажи, чиче, кажи. Има ли? Има, какви сакаш? Какви сакам? Обични. Обични, умре тој време. Сега су се посебни, чиче. Абе, умрело тој време, ама ја јоште сам умреа, још терам. Кој чиче, има од банан, од помаранџу, има од праску, има ребрасти, има клинасти, тебе какав ти треба? Да праша, чиче. А с арматуру има ли? Љубов, тој ти е, мене тати ми е кажаја за право љубов, ја од тој знам, значи, права љубов, тој ти е кад те цуне некој, ти док спиеш. Тако е. Добро, освен ако не си у затвор. Така тој може да не валја, не. И ако обично тие што се сака, често си и валјав, нели, ама у затвор тој ипак не валја. Не е нарно. Тој си е некако болje на слобода, болje си. Да, ама тоа ако има правда. А овие наши политичари што направисва? Место да дели в правду, они га поделисва судство.
Некад и јас се бореше и мислеше можда и дека можу нешто да промену, да биде боле, си да живи в исто и да нема неправда, ама сега више не. А и на сви млади вас да ви кажу, ако сакате нешто да смените, смените док не се ожените. После нема да можете ни ТВ канал да го смените. Такој да знаете. Иако тој на почеток не делуе баш такој, и сви изгледа некако среќно. Бар прву брачну ноќ. Така су сви среќни. Младо женја да ga видите, истераја очи, толики ги ококорија. Па како нема, број паре. А Снашка, цела радосна, реди слике на Фейсбук. Па после ке фали слике. Ој, паре. Па ке фали, да. И одма да видите, у мене гледа. Абе, цел живот не мрднала с прст, а уперуе га прст у мене. Ајде бе, викам, бегај тамо. Ја не сам ни пипнаја на место куде стои в паре твои. Јак, шансу нема, не сам ни руку му наја тамо. Па после се остављав. Па ке се остављав кад не иде. Па sa жену не иде, ама сам иде. И тој куде стигне? Иде и на место на жену да видите купи си мобилен телефон. Ја, вика, за мобилен дадеш 1000 денара и збориш колко сакаш. На жену целу плату го дадеш и па мора да ќутиш. Па неќу бе, не ќуту, ќе збору и ја и тој колко сакам. Помисли си такој, ама едак се предомисли кад го виде како го ете врти сукајку, а зелјаник нигде га нема. Што знам, бар ја не га виде, а не па да га еде. Па кад не сам га еја зелјаник, па неќу да еду неќу тек, бре. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Кога квалитетот е вечен и трендовите се следат. Кога се работи со љубов и се внимава на секој детал. Кога довербата има цврсти темели, вие секогаш ќе го најдете совршеното парче мебел во махагони. Распространет на 1000 метри квадратни во населба Доброшане во Куманово. Не само што се држиме до нашите ветувања, туку и се трудиме да ги исполниме вашите очекувања. Ве очекуваме во махагони. Комшика, на комшику. Стои на терасу, погледа, негова, божем нешто работи. Комшике, што правиш? Бе да замету. Ако замети. Виде га онога дечка и вчера со варешто искочи од куде тебе. Што ти е, род да не ти е? Не. Па што работи он? Не работи ништо, он е студент по медицину, па навраќа куде мене. Редован? Не, само кад муж ми иде на работа. Не е редован. Свадба ли весело? Опа! Ајде, погачу.
Ja викам таман, ке видимо нешто убаво, оно, đubre од човека, бе, тамо, дедо тој каже, фрлите đubre у đubre, одма на старт, не га бива овога. Абе, не га бива на канту да се качи, не па на снашка, бе. А тажно се познава дека е влашка свадба. Глеј, свак си лепи паре на своје чело. Богат бакшиш. Како се надала, добро се удала. Што знам ја, немој да искочи на крај, како се надавала, добро се и одала. Добро, барем овој се оженија, не од онија обратни. А не, тој не е. Таа што се види дека не е од обратним, пошто каде нима на свадбу има една специфичност. Бри. 2 пута го поев зете, мили зете. Едино македонац може се едну маску и едну жену цел живот да протера. Кој си е? Жену менјам, маску, не, никако. Не сам баш сигурен. Не? Комшо мој, една му е жена, досак 3 девојки сменија. Вика, комша, нели те срам, бе? Трчиш по туѓи девојки, а жену имаш. Па не ме срам, бе, зашто да ме срам? Жену имам, девојку немам. Морам да трчу. Леле, жено, нема трачни за лек. Ете каква е. Ама ништо не разбираш. За лек не се виси на телефон, него у аптеку. Трач ти е за душу, бори, жено. Тој да, него џабе ја блеju бе телефон, кад мене памет ми на друго место. О, Боже, она много памет и мала, па да ga има и ту и на друго место. Ти не си тачна, мори. Ајде да чуј жив ти се и тај малко памет што го имаш. Куде ти иде? И па куде ми иде? Нова година ми иде. А ми куде ке идемо за нова година? Нигде. Како мори нигде? Па нигде ке седимо дома како лани, сами. Амари, жено, нема кафанице, нема пензионерски, амари, ке си умремо прости, не живеени. Него, знаеш што? А дай знајмемо ми некој викендичко, па да се подсоберемо 5-6 души, 10-15. Никако, Мари. Зашто? Амари, чути, тоа да може да си кажувала. Па забрането е. Киде полицајци по викендици и по куќе, ке растурале. Све. Само претив, Мари, на Мануев, ништо не може. Него мене што ми се десила проши пат. Ајде да чую, баш на тебе што ти се десило? Ево кој. Комшија Славе слави Славу. И па што да прави комшо Славе? Слави Славу. Не ми прекинуј. И ја како свак одговоран граѓанин се јавljам у полиција. Викам, добро вечер. Полиција ли е тој? Да, полиција. Ја сакам да пријаву дека комшо Славе слави Славу с 30 души. И? Знаеш што ми кажа он? Што? Па да не си била нам ќорача, покварена и шпион, и ти ми сак била на тој Славу. Па оди кажа, мори човек. Него слушај, текна ми куде ќе идемо за нову годину. Куде? Леле, ама убаво ќе си пројдемо како претходно не ми текна. На гробишта, мори. Туго скрада, мори, што тражимо на гробишта? Па да славимо, што тражимо? О, Бог да чува. Што Бог да чува, мори, знаеш кој ќе си прославимо тамо? Бре, и не се славило на гробишта. Само ти умри да видиш ја кој ќе прославу. Да, има да прославу. Супер ќе си пројду. Тамо никој, мори, нема да дојде. Ни полиција нема да доваѓа да проверуе. Па кај ќе си пушту поп музику. Леле, како ќе си пројду за 300 денара. Амари, за 300 денара што ќе ти пое? Па ти да не сакаш од Шаба на Шаули ќе да ми пое, мори, тие тешки. Што пое тој, некој лъки? Па кај ќе си зебо ракиичку, па колце кај ќе га развезу, сама такој. Амери, ти не си тачна. Знаеш дека тебе ракија не ти е добра. Ја? Ти пила ли си некад лошу ракија? Пила сам. И каква е? Па добра. Амери, глупа. Па лоша ракија и добра матика не постои. И јас знам што ќе направам. Што? Значи сак моментално ќе се откажу од тебе и ти више не си ми другачка, ете такој да знаеш. А добро, ќе умреш и за мене, барем? Неќу! И додека ние водиме висока политика, помина уште една година која што секој од нас ќе сака да ја заборави по многу нешта, најмногу по ковид вид виделина да фати и никогаш веќе да не ни се врати. И ако ве праша некој што сакате да добиете за нова година, кажете само да не добијам ковид, друго било што.
Ето, и јас во таа насока било што, иако може да бирам, да ви кажам искрено, затоа што ми се јави судскиот извршител и ме праша што сакам да ми земе за нова година. А вие земете и седнете и изгледајте ја и следната епизода на Нема љутиш, ама тоа следниот викенд. А сега чао! Среќна нова година! Чао, луѓе мои! Тражи smo, gledali smo, krasti stanovi na prizemlje, prvi, eventualno drugi, krasti na tran. Јас забравив. Неки гледаше Да ga ти го lepota. пуштам, маце. Погледа ке се расплаче. Престана да се смееш. Добар вечер, господин полицај, да ти прашам. Ама ти почна, бегај тамо, немој тој мене да ме каматиш. Каматиш. На данашни девојки ги смета да идем со мужи што живи со своји мајке. Што живи. Дај да ги живи вони. Na prvo dođa... Cvrc. Ама за тој многу ги смета, уствари не бе, обратно е бе. Смета ги бе. Па доведи го и мајко ти.